Гостин Изет Меджити од Демократското движење или популарната ВЛЕН. Прогнозите беа дека до локалните избори ќе издржите, ама некако се распаѓате пред локалните избори. Зборам како коалиција. Не се согласам дека се распаѓа ВЛЕН. Има некои процеси последниот период. Ние тогаш сите се сплотивме околу идејата, значи, да донесеме промена, да донесеме плурализам, демократија во албанскиот кампус, борба против корупција и се уште стоиме на тоа, освен господинот Таравари, кој што од индивидуални партиски причини испада на површина дека подолг период, значи неколку месеци, има состаноци и соработува со Демократската унија за интеграција и нашиот став беше јасен дека не може и дел од ВЛЕН и соработка или коалиција со Демократската унија за интеграција. Да, ама некако кога го нема Таравари, тој некако ви беше како гуру, да речам, на коалицијата. Се сеќавате, го чекавте до последен момент да одлучи дали ќе оди со вас или со Дуј пред парламентарните избори. Еве се пак се врти околу некако, зборам некако, штом го нема него, дали ја има ВЛЕН? Да, ВЛЕН ја има, мислам, уште посилни, уште појаки, бидејќи тие 107.000 гласови не беа, значи, гласови кои што ги собравме од различни политички партии, од Демократското движење, од дел од Алијансата, од Алтернатива БЕСА и Ведвендосија, туку таму тие беа гласови антидуи, гласови за промена, гласови за надеж и не може никој да се повикува на тие гласови дека ги има во джеп. Така да ние сме по тој пат, по таа визија, по тоа што баравме, значи, и доверба од граѓаните, гласот од граѓаните, да истраеме промената, да ја донесеме и да ја чувствуваат граѓаните. Во значи, Таравари се предомисли, мислам за тоа треба он да се објасни пред јавноста и пред своите гласачи и мислам дека нема да му биде лесно тоа, бидејќи Алијанса на албанците, значи, при основање антипод на Демократската унија за интеграција, мислам за гледачите многу полесно. Кога може села да е со Дуј зашо и Таравари? Многу полесно можам ја моите гласачи, значи, да ги убедам, еве сега отиде Артан Груби, отидоа некои личности и се реформира Дуј, на некој начин да ги излажам, отколку некој од Алијанса кој што цело време, значи, жртвувале, обстанеле, значи, како опозиција, се соочиле со се и се што, и тие вратата на Дуј ја знаеле уште и самите, мислам, на времето, не треба некој после 20 години, после 15 години да ги носи кај Демократската унија. Добро, овој проблем сега со Таравари, ви го забрза процесот за правење политичка партија? На површина испаѓа дека, значи, на некој начин и бил проблемот околу тоа, бидејќи успехот на ВЛЕН е токму во тоа што знаеше да го послуша гласачот, опозицијскиот гласач албански, дека треба да се сплотат, да се спојат, да се обединат, ако сакаме, значи, да имаме резултати, да го победиме Дуј. Ако тогаш беше тој глас, значи, тоа барањето од нашите гласачи, од почеток до сега, значи, значи, цело време, значи, тие барат една партија. И Таравари беше противник на таа идеја? Па сега, мислам, самиот факт тоа покажува, дека многу лесно сега се обединува ВЛЕН, многу лесно, значи, све се топи во ВЛЕН, така да очигледно е дека еден од главните проблеми за тоа бил Таравари. И добро сега... Сега не би рекол дека бил со мисија од почеток, не сакам, значи, да кажам дека нема придонес во победата, нема придонес во тие 107.000 гласови во ова владење, но изгледа на крај, значи, се одлучил калкулантски, значи, индивидуално и партиски. Добро, тој процес кога треба да заврши? Кој? На формирање партија. Значи, значи, се бориме секојдневно, значи, за имплементирање на владината програма, нашите проекти, нашите идеи, соочување со проблемите, исто така и со нова настанатата ситуација
И во однос на ова веќе се утврдени вчера во Струга, значи бевме сите заедно и утврдивме дека ќе има централно председателство, 23 члена, каде што ќе бидат инволвирани сите субјекти кои што ги има сега во рамките на време. Ќе има ли еден председател? Ќе дојдеме, мислам, на тоа, но има процедури, мислам, работна група која што треба да работи правно, ги разгледува идеите, мислам, дали една партија, значи, да се трансформира во влен или да формираме ново влен, па тамо да се сплоти, мислам, има и правни процедури, но битно е ќе има едно централно председателство, централно собрание, заеднички централен штаб и локални штабови, и тоа све зборам, значи, во наредните 10 дена, на PR центар, значи медиски центар, заеднички кадровска комисија, заедничка. Како структури на една партија, но себе поважно е дали некој од вас тројцата би бил еден од лидерите? Најверојатно да. Најверојатно да. Најверојатно да. Вие? Мислам ќе оставиме тоа на процесот. Побитно е, значи, влен да биде едно, нов политички субјект и кога прашувам од вас тројца, мисля да не барате некој сосема друг лик кој што би бил како обединувачки. Не се исклучува и тоа, но мислам во принцип тука се очекувањата, но идејата ни е ова побрзо да премине, значи, во еден политички субјект кој што ќе биде поголемиот во албанскиот политички кампус. Идејата е да и во албанскиот кампус има влен и Европски фронт или влен и ДУИ како две опции, значи, кои што носат и плурализам, и демократија, и борба, значи, верувам во иднина, значи, борба во платформи, идеи, проекти и така напред. Но ако вака останат работите, во иднина ќе останете коалиционен партнер на Таравари, ако остане во владата. Ќе барате Мицкоски да го тргне од влада? Мислам дека многу работи се отворија сега, и ова со влен, и владината програма, и борбата против корупција, и во однос на ова, тоа ставаме, значи, до политичкиот морал, значи, бидејќи исто како што ние го кажавме тоа дека не може во исто време да биде со влен, или пак како што кажа во една прилика, ако не се согласи со влен, тогаш ќе оди сам, па негде ќе коалицира со ДУИ, негде со влен, негде со ВМРО, негде со СДС, што тоа не праксата, но и политичката теорија не го познава. Мислам дека и во однос на владата, штом сака соработка со ова ДУИ, а избега, значи, истиот од ДУИ кој што не беше на црните листи, не беше пола председателство со отворени истраги, сака да соработи со такво ДУИ, мислам дека не треба да го крие тоа, треба да го објави. Ама вие оставате тој да се полече. Прашањето ми е дали вие објави соработката, и моје мислење дека не моје местото во ова влада, бидејќи се коси со политиките, принципите на формирање на ова влада, кој што беше борба против корупција, враќање на правна држава и други начела кои што се косат во моментот кога тоа прашање дали вие ќе го отворите кај премиерот? Не, отворив. Овде вечерва? Да. Добро. Мислам, многу морално ќе биде самиот што посакува таква соработка, тоа да го објави и да премине да соработува со ДУИ, не да го крие тоа пред членството јавност. Добро, загрижени сте кога вели Ахмети дека единствено Таравари препознава дека владата ги понижува албанците? Прво имаше реакција од луѓе од Таравари, мислам. Веднаш имаше реакција од другиот вице-премиер, господинот Фехтај, кој што јасно и гласно му кажа на Ахмети дека ако некој треба да се срами, тоа е он, бидејќи при неговото владење имало убиства, имало затворени албанци, стотици илјадници, значи, се иселиле, значи, додека некој купувал трговски центри, некој обезбедил виза да избега надвор. Така да мислам дека нема ни морално право, ни никакво Ахмети да повикува на такво нешто или да обвинува за такво нешто. Не прашав дали вие се чувствувате како, да речеме, неговите зборови треба да се читаат како предавници на албанците, да речем, така? Па, мислам, ја посочив дека имало многу полошо владење, полоши случаеви и никогаш
не знаеме дека понел некој од Дуи или Ахмети оставка во такви ситуации. Добро, сега сме пред период кој што е пролет, лето, веројатно некоја политичка есен не чека околу локалните избори. Што мислите, дали е процесот кој што се случува и кај вас на политичката сцена води и кон можноста за предвремени парламентарни избори или само ќе се оди на локални? Не гледам основа за тоа. Прво, мнозинството е стабилно, има двотретинско мнозинство во собранието, мислам 78 сега за сега, има и други, мислам, кои што комуницираат, некои со нашите партнери, некои со нас, значи мнозинството е над 80 пратеници и не гледам, значи, никаква потреба државата да потроши милиони за предвремени парламентарни избори. Тука се локалните избори, тука мислам ќе се мериме на терен, пак има можност граѓанот да се го каже своето што вреднува. Ако локални, како ќе го толкувате како добар резултат од локалните избори? Резултатот на советнички листи, освоени градоначалници или како? Како што победивме, значи, на парламентарните избори со 107.000 гласови во албанскиот кампус и на локалните избори, коалицијата Блен ќе биде апсолутен победник во сите општини и на централно ниво, и по број на градоначалници, и по гласови на советничките листи, бидејќи Блен ќе ги понуди не само отворено, значи, соработка и партнерство, значи, и со невладиниот сектор, и со најквалитетните, најдобрите албанци, негде ќе поддржува и независни кандидати, ако се процени дека... За Скопје ќе имате свој кандидат или не? Најверојатно да. Најверојатно да. Добро, сега кога сме пред локалните избори, докаде иницијативата на, односно идејата за она како се распределувата на унгарските пари за општините, како функционира тоа? Задоволни сте вие? Значи, тоа е една од промените кои што доаѓа со ова влада, кај што учествува и Блен, заедно со ВМРО да помене. Бидејќи иако децентрализацијата или пак фискалната децентрализација е еден од столбовите на рамковниот договор, тоа беше заложба како успешен пример, успешна пракса, значи, од европските држави, од западните држави да зајакнат општините. Ние констатиравме дека Македонија е најцентрализирана држава во регионот после Кипар, така да промената е во тоа, тукму ова влада издвоја негде милиарда евра, значи, за општините, директна, значи, инфузија за општините, за директни решавање на проблеми на граѓаните, за капитални инвестиции, што граѓаните веќе го чувствуваат тоа, ова е револуција на капитални проекти на сите општини, па и во албанските општини. Со тие проекти ќе настапувате пред локалните избори, тоа ќе ви биде како инекција за добар резултат? Па прво, значи, и покрај тоа што обвинувањето на господин Ахмети, значи, со ова добиваат сите граѓани, добиваат и албанците, бидејќи распределбата е по број на жители на сите општини, не ги делиме граѓаните, значи, по етничка или верска припадност. Втора работа, значи, добиваат и општините кои што се од Демократската унија за интеграција, значи, на нас битни ни се граѓаните, не кои се градоначалници, и кога се надвор од камерите, кога нема камери, значи, самите тие градоначалници се го кажува дека ваква поддршка немало и кога било владата на Дуи, и кога биле нивните министри, и сега се имаат само еден проблем, немаат толку идеи и проекти колку што владата имаат прилив на средства од владата за конкретни проекти и конкретни решенија, и мислам дека ова е добра работа, бидејќи младите и граѓаните, значи, не избегало од државата само заради невработеноста, туку бегало и заради лоша инфраструктура, лошо образование, лошо здравство. А дали со ова ќе не биде адут? Да, значи, од сега до локални избори не можеме да ги постигнеме, само да ги промовираме, секој ден да испаднеме, значи, на терен, бидејќи ги има стотици и стотици проекти. Благодарам за вашето гостување.